Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. За жал, пратениците на ВМРО-ДПМН не гласаа за формирање на анкетната комисија за трагедијата во Кочани, која што ја поднесе пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз заедно со пратеничката група на Левица и беше поддржана од Европскиот фронт. СДСМ и колегите од опозицијата направија се што можеше и пратениците кои што ја поддржаа оваа иницијатива. Но владеачкото мнозинство не покажа ниту емпатија, ниту разбирање, ниту елементарно чувство за варањата на семејствата на загинатите во оваа трагедија и на сите кои што се повредени. Очигледно ова е партиска директива. Затоа што повторно се врати времето во кое што имаме протест и контрапротест, пленум и контрапленум. Денеска имаме анкетна комисија, предлог против анкетна комисија и се покажа дека партиската директива укажува на тоа дека само тоа што е поднесено од парламентарното мнозинство може да биде вредно, а без при тоа да се изедначат секоја иницијатива на властените представници и предлагачи. Ова представува уште едно понижување, разочарување на семејствата кои што изгубија најмногу и кои што не можат ништо да надоместат со било каква дебата и од било кого. Родителите и семејствата чекаат барем трошка надеж, барем трошка вистина, барем малку човечност и барем еден знак дека институциите се на нивна страна. Ова е срам за оваа институција, парламент, за законодавна власт, која што треба да биде за сите граѓани и треба да работи за сите граѓани. Денеска пропуштивме на огромна шанса во која што треба да покажеме единство и солидарност. СДСМ тоа го покажа при гласањето, за разлика од нас, ВМРО-ДПМН, парламентарното мнозинство, покажа партиски интерес и партиска послушност и сето тоа укажува дека се прави заради одредени партиски поени. Но сето ова е факт дека досегашните наши тврдења, дека актуелната власт се плаши од вистината за Кочани, се покажа и на дело, кој СДСМ, а верувам и колегите од опозицијата, ќе продолжат и понатаму да се борат за правдата, да се борат за вистината, да се бориме за сите граѓани кои што се засегнати во овој случај. Благодарам.